Добар ден, јас сум Анета Менчова, одделенски наставник во Основното училиште Дане Крапчев од Скопје. И денес за учениците од трето одделение по предметот македонски јазик на тема литература ќе обработиме наставната содржина, обработка на текст, азбучно дрво. Што треба да научите од овој час? Да се успособувате за изразно читање со почитување на интерпункцијските знаци, да се успособувате да одговарате на прашања во врска со содржината на текстот, да го знаете редот на буквите во азбуката, да ги применувате правилно буквите во составување и пишување на зборови и реченици. Но пред да преминеме на обработка на текстот, сакам да направим едно мало подсетување, да погледнете убаво, а воедно и да слушнете нешто. Токму така. Тоа е нашата азбука, која што вие изучивте минатата година и научивте дека македонската азбука има 31 глас. Секој глас има свој символ, знак, со кој што се запишува и се вика буква. Буквите, поставени по ред, се вика азбука. Нашата азбука се запишува со кирилично писмо и се вика кирилица. Најпрво ги изучите печатните букви, и тоа и големите и малите, а потоа ги изучите и ракописните букви, и големите и малите. Научите и да пишувате, научите и да читате. А сега лесно ќе можеме да го прочитаме текстот, кој што го има во вашите учебници на страна 16. Следете ме внимателно најпрво мене. Азбучно дрво. Буквите се изучени од првата до последната. Часовите беа интересни и брзо поминаа. Еве дојдовме и до крајот на азбуката, рече наставничката. А нашево одделение има точно 31 ученик. Толку букви има и во азбуката, избрза некој од учениците. Тоа сакав и да ве прашам, продолжи наставничката. 31 буква, а исто толку и ученици. Случајно е така, но ќе направиме нешто да се запамети. Учениците љубопитно слушаа. И тоа утре, на часот по ликовни, продолжи таа. Ќе ни треба поголемо парче хамер. И секој од вас ќе си понесе боички. Дојде и часот по ликовно. Наставничката го зеде хамерот и го прицврсти на таблата. Потоа рече: јас ќе го нацртам стеблото на азбучното дрво, а секој од вас ќе нацрта по една гранка. До секоја гранка ќе напише и буква. Онаа буква што ја има во редоследот во дневникот. Сите почнаа да бројат и да пребројуваат, да си шепотат и да пресметуваат. Секој сакаше да ја изнајде својата буква. Најпрво израсна една гранка, па втора, трета. Првата со буквата А потоа и другите според редот во азбуката. Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Дз. Дрвото се зголемуваше и со И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ. Растеше и растеше. Се доцртуваа гранка до гранка. О, П, Р, С,
С, Т, Қ, У, Ф, Х. Шаренилото го да дополни и буквите гранки. С, Ч, Дж, Ш. На крајот од часот израсна прекрасно дрво со 31 гранка. А до секоја беше испишано името на певачето што ја нацрта. Колку убаво дрво се восхитува во одделението. Прекрасно дрво, големо и закитено со изучени букви. Се придружи наставничката. Сите беа радосни. А звучното дрво го залепија на ѕидот од ученицата, за да го краси и да остане до крајот на учебната година. Автор на овој текст е Горјан Пепис. А сега можете да направите пауза на видеото и уште еднаш да го прочитате самите вие текст. Сега можеме да поразговараме на текстот преку одговарање на неколку прашања. Повторно тука можете да правите паузи за да ги одговарате прашањата, односно да направите споредба со точните одговори. Што изучиле учениците? Учениците ги изучиле сите букви од азбуката. Во одделението имало ученици колку и букви во азбуката. Колку ученици имало во одделението? Во одделението имало 31 ученик, исто колку што има и букви во азбуката. Учителката сакала на часот по ликовно да направат нешто што ќе се запамети. Што требало да понесат со себе учениците? Учениците требало со себе да понесат боички. Одиме понатаму. Следното прашање. Наставничката на Хамер нацртала азбучно седмо. Што требало да доцрта и да напише секој ученик? Секој ученик требало да доцрта гранка и до неа да напише буква, како и своето име. Какво азбучно дрво израснало? Израснало убаво, прекрасно, големо и закитено со изучени букви азбучно дрво. Каде го закачиле азбучното дрво? Азбучното дрво го закачиле на ѕидот од ученицата. И сега ќе изработиме една вежба, за која што верувам дека нема да имате потешкоти, дека убаво се сеќавате на редоследот на буквите во азбуката, бидејќи сега се запишани со неправилен редослед. Обидете се да ги пронајдете грешките кои што се направени и да ги направите, односно да го напишете буквите со правилен редослед. Можете тука повторно пауза да направите. А буквите со правилен редослед, како во азбуката, би биле А, Б, В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж, З, Дз, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ќ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. Токму така. И одиме сега на втората вежба. Најпрво ќе ви дадам еден пример за да можете и сами потоа лесно да решавате. Составете кратка реченица која ќе започнува со збор на буквата М, а ќе завршува со збор на буквата И, но ќе содржи и збор во кој ја има буквата А. Јас ја напишав реченицата "Мачето сака да игра". И токму како во барањето, започнува со збор кој што ја има како прва буква буквата М, мачето. Завршува со збор кој што започнува на буквата И, игра.
и содржи збор во која има буквата А. Овој пат А е ставено во сака, меѓутоа го има и во да. Сега ќе се обидете вие сами да составите кратка реченица која започнува со збор на буквата Д, завршува со збор на буквата П, но ќе содржи збор во која има буквата Р. Направете пауза, напишете реченица. А реченицата која што јас ја напишав гласи вака. Децата играат во паркот. Започнува со збор, значи кој што започнува со буквата Д, децата, завршува со збор на буквата П, паркот, и содржи збор кој што има буквата Р, во случајот зборот играат. И сега за домашна задача ќе бидете вредни и ќе составите сами реченици. Првата реченица ќе биде ваква. Ќе започнува со збор на буквата А, ќе завршува со збор на буквата Л, но ќе содржи збор во која има буквата В. И втората реченица за дома, кратка реченица, може би и долга, нели, зависно од тоа колку зборови ќе измислите, која ќе започнува со збор на буквата И, ќе завршува со збор на буквата П, но ќе содржи збор во која има буквата Е. Дополнително, затоа што верувам дека сте вредни дечиња, ќе можете да го изработите и овој наставен лист, на кој што е представено азбучно дрво, на кој што има јаболчиња со буквите од азбуката. Меѓутоа ветрето дувнало, неколку јаболчиња испаднале, а вие ќе ги напишете буквите кои што недостасуваат на азбучното дрво. Јас ви благодарам на вниманието и ве поздравувам.